Со изворни македонски песни и ора, вака со години македонците во Левинско го прославуваат Илинден во селото Овчарани, народната веселба по повод националниот празник кој во Грција се слави 2 недели порано, беше повод партијата Виножито одовде да го промовира второто проширено издание на букварот, чие оригинално издание го отпечатала грчката влада во 1925-та. Македонски јазик во училиштата во Северна Грција уште еднаш помора партијата Виножито од Овчарани. Не само декоративно на тоа да се воведе македонски јазик во образовниот систем, туку да се започне диалог и да се спроведат конкретни мерки за да се остани ова работа. За жал до денес ни еден од министрите и министерството не каже да започне било кој разговор за оваа тема. За разлика од официјалниот дел од народната веселба која е поддржан и од локалните власти, во неофицијалниот дел покрај македонската музика се слушна и песна. Македонско девојче, Бисер Балкански и други патриотски песни се пеа од стотици луѓе, повеќето млади, кои за жал се помалку говорат мајчиниот јазик. И покрај се уште присутниот страв да се види македонец во Грција, повеќето присутни не се плашеа да видат тоа што се. Ништо немаме проблем, не забе се плашеме. Тие сме македонци, не. Македонка мајка ме роди, македонец сум. Ако ме родваше маџирка мајка, маџирке бе. Ама ти пее 5 лето донатре, ако имаш крв македонска, не те страа, не се плашиш ништо. Не се плашиме, ништо нема. Куто ќе се плашиме? Македонските песни и ора на Илинден во Овчарани не се обид да се докаже на Грција дека постои македонска нација во оваа земја. Постоењето на македонците во Грција е историски факт кој што никому не треба да се докажува, велат нашите домаќини.